Овде, во оваа фабрика во шумата во Малта, сојузната држава Њујорк, на 3 часи возење северно Њујорк се наоѓа простор од речиси 1 милион квадратни метри посветен на производство на полуспроводници во САД. Во денешно модерно време се што користите има чипови поврзани со тоа. Американскиот производител на полуспроводници Global Foundries е собственик на овој објект. Овде тие произведува 400.000 од овие 12-инчни чипови годишно. Секоја плоча содржи од 100 до 4500 полуспроводнички микрочипови кои се користат во се, од компјутери, паметни телефони и автомобили до националната безбедност. Полуспроводничкиот чип е мозок на уредот и овозможува да функционира и да обезбедува логика. САД ги измислија полуспроводничките микрочипови, но моментално имаат удел во само околу 10% од глобалното производство. Повеќе од 75% од производството се случува во Источна Азија. Ако не можеме да увеземе полуспроводници, тогаш се погодени производителите на автомобили или производителите на паметни телефони. Последиците се огромни. Растечките тензии меѓу САД и Кина и заканите на Пекинг да го окупира Тајван, што е главен глобален производител на чипови, може да го изложат на ризик увозот на полуспроводници во САД. САД го почувствуваа недостигот на микрочипови како резултат на пандемијата со COVID-19, при што автомобилската индустрија беше најтешко погодена. Производителите на автомобили требаше брзо да сватат од каде ги добиваме овие чипови и зошто немаме доволно од нив. Експертите веруваат дека недостигот се намалува, но сепак влијае на производителите на автомобили. Да се поседуваат производствени капацитети, но и невладини организации во рамките на домашните граници. Мислам дека е навистина важно за САД. На 9 август 2022 председателот Бајден го потпиша законот за чипови наука, обезбедувајќи 52 милиарди долари за промовирање на домашното производство на полуспроводници, истражување и развој, заедно со даночни олеснувања. Администрацијата на Бајден свика на состанок. Секретарката за трговија Джина Раимондо беше вклучена во проектот на Белата куќа, каде што се собра извршните директори на производителите на автомобили и на компаниите како Global Foundries. Состанокот помогна да се протурка идејата за да се склучи децениски долгорочен договор со што Global Foundries стана главен производител на полуспроводнички чипови за General Motors во февруари 2023. Што се однесува до договорот за GM, би рекол дека се работи за национална безбедност и производство на оваа технологија на домашна територија. Ќе анализираме во текот на следните неколку години да се увериме дека оваа технологија функционира за да се избегне следната криза. Од недостигот, многу американски компании најавија стотици милиарди долари инвестиции за производство на полуспроводници во државата. Global Foundries планира да го зголеми производството во својата фабрика во Њујорк и да изгради нов објект во вредност од 1 милиарда долари, со што двојно ќе се зголеми производствениот капацитет.